Во рамките на концернот PSA, платформата CMP ќе се вградува во моделите на марките Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, а надвор од нив ќе има и во некои возила на кинескиот партнер Dongfeng. Лидерот на групата на оваа платформа е новиот DS3 Crossback, демонстриран неодамна на сајмот за автомобили во Париз. Следните модели во кои ќе се користи се новите Peugeot 208, Opel Corsa и Opel Mokka. Електричната верзија на групата eCMP ќе започне да се вметнува следната година со Corsa и 208. Платформата CMP ќе се користи кај моделите на концернот од пазарните класи B и C. За платформата CMP, Common Modular Platform, и незината електрична изведба eCMP ќе се знаат доста работи. Лидерот на групата на оваа платформа сега е DS3 Crossback, демонстриран неодамна на сајмот за автомобили во Париз. Таа обезбедува можност за 3 варијанти на меѓуоскино растојание, 2 различни траги, неколку диаметри на тркала и 3 варијанти на задниот дел. Ова овозможува безброј комбинации, вклучувајќи создавање на мали градски автомобили, седани и компактни кросовери. Кај оваа платформа, предното подпирање е Макферсон, додека за задниот дел се користи полузависно подпирање. Предните носачи се алуминиумски, а има и други делови каде е зголемена употребата на алуминиумот, со што се добива минималната можна тежина. Само поради специјалниот избор на овие материјали, емисијата на јаглерод оксид е намалена за 1,2 грама на километар. Начин да се зголеми економичноста на горивото е да се подобри аеродинамиката. Само 1,5 грама јаглероводороди по километар се заштедени на сметка на рамното дно. Ова исто така помага да се намали отпорот, а за сметка на тоа има гуми со намалено внатрешно триење и намалено триење во подвижните делови. Тие придонесуваат за уште 2,5 грама на километар помалку. CMP овозможува развој на хибридни и чисти електрични модели со моќност до 136 конски сили. Капацитетот на батеријата е 50 киловат-часови, која ќе обезбеди километража од 300 до 350 километри. Полнењето до 100% ќе биде за 8 часа, но е предвидена можност и за брзо полнење при моќност на полночот од 100 киловати. Во овој случај, секоја минута на дополнување ќе даде 10 километри. Групата PSA во својата програма вели дека до 2025 година сите модели од брендовите треба да бидат електрифицирани, без разлика дали се хибриди, плагин хибриди или пак целосно електрични верзии. Гласините дека Формула 1 ќе има трка во Виетнам во блиска иднина конечно се потврдени од сопственикот на спортот Liberty Media и FIA. Тие потврдија дека во 2020 година ќе станеме сведоци на Гран При на Виетнам. Трката ќе биде на улиците на главниот град Ханој и ќе го одбележи дебито на Формула 1 во Југоисточна Азија. Според локалните медиуми, интересот кај виетнамците кон Формула 1 е исклучително сериозен, иако во земјата практично се отсутни автомотоспортовите. Патеката во Ханој ќе биде со должина од 5,5 км, а според информации од FIA, директорот на трките во Формула 1, Чарли Вајтинг, веќе бил во инспекција во Ханој и проектот добил одобрение. Големата награда на Виетнам е првата трка додадена во календарот на Формула 1 од новите сопственици на спортот, а се очекува исто така пред 2020 во спортот да дебитира и Мајами. Календарот на оваа сезона во Формула 1 вклучува 21 трка, а тимовите се повеќе се жалат дека нивните тимови се многу натоварени. Но плановите на Liberty Media се за 23 трки во блиска иднина, па дури и 25 за неколку години. Промотор на трката во Виетнам ќе биде локалната компанија Vin Group, која неодамна се стекна со светска слава со промоцијата на автомобилската марка VinFast.
Компанијата е основана во 1993 година во Украина и има сериозен бизнис во Виетнам, од синџир супермаркети до производство на автомобили. До пред 10 години, речиси не можеше да се замисли концепт на SUV возило во купе форма. Први во индустријата во тој правец тргнаа дизајнерите во BMW со моделот X6, кој во времето кога се појави ги подели мислењата на јавноста токму поради својот изглед. Едноставно кажано, обликот сам по себе беше за тоа време нешто сосема различно и делуваше поларизирачки, или ви се допаѓа или воопшто не ви се допаѓа, како средина воопшто да не постои. Иако повеќето автомобилски производители гледаа на овој концепт со доза на сомнеж, пазарниот успех кој го доживеа X6 ги предизвика да креираат и на пазарот да понудат возила на кој е применет ист или сличен дизајн. По првата генерација на спорт активити купе моделот, како што баварците преферираат да ги нарекуваат SUV возилата со купеовски облик, топката повторно е префрлена кај одговорните лица во BMW. Охрабрани од тоа што го постигнаа со големиот X6, одлучуваа да го прошират своето портфолио и истиот дизајнерски јазик да го понудат и во помало пакување. Изграден врз база на моделот X3, новото SUV купе на BMW од 2014 година повторно креира нова подкласа со за број помалиот модел X4, кој во својата прва генерација го најде патот до преку 200.000 купувачи ширум светот. Од јули оваа година официјално започна производството на новата втора инкарнација на моделот X4, кој како и предходникот ја користи модифицираната платформа од третата генерација на моделот X3, представен летото 2017 година. Во соработка со M-Car, импортерот за возилата од гамата на BMW и Mini, за Македонија први во нашата држава имавме можност на неколку дневен тест да го испробаме моделот X4 од најновата генерација. Контурите на екстериерот представуваат еволуција на карактеристичниот дизајн од предходната генерација, преточен во јасни и прецизно одмерени, но сепак својствени линии. Секако се забележуваат разлики на предниот дел, каде доминантна улога играат традиционалните BMW бубрези со значително поголеми димензии отколку кај предходникот, чии што рабови речиси ги допираат светлосните групи изведени во LED технологија, што на предниот дел му дава по тридимензионален изглед. Покрај впечатливата фламенго црвена боја, X4-ката која ја возевме поседуваше M-Sport пакет кој ги обединува робустниот карактер на X возилата и агресивниот и мускулест изглед на спортските автомобили на марката. Севкупниот впечаток на надворешниот дизајн продолжува со карактеристичната купеовска линија на покривот, што елегантно се спушта и се спојува со вратата од багажникот. На нејзе пак се врижани задните светлосни групи кои се инспирирани од концептните автомобили на баварската компанија. Благодарение на поголемите надворешни димензии, просторот во внатрешноста е зголемен. Кабината е изведена квалитетно и по највисоки стандарди со материјали кои се својствени за возилата од премиум класата. Хајтек бранот која зафати автоиндустријата не го одмина ниту BMW. Инструмент таблата пред возачот е заменета со исклучително јасен екран од 12,3 инчи кој ги прикажува виталните функции во зависност од модот на користење на возилото и овозможува
можува да се конфигурира според желбите на возачот. Вториот екран, поставен високо на централната конзола со големина од 10,2 инчи, е предвиден за управување со мултимедијалниот систем и сите секундарни функции на автомобилот. Ракувањето е исклучително лесно и интуитивно и може да се отвива со допир на екранот или преку прекинувачот, тркалото на e-drive системот. За разлика од некои конкуренти кои инсистираат за целосно бришање на хардверските копчиња и ги префрлија командите во целост на централниот дисплеј, BMW се уште го користи концептот на раздвоено управување, што според наше мислење е поедноставно за користење и не одзема внимание при возењето. Простор на предните седишта нема да им недостасува и на погабаритните лица, а со контурите и профилот по кои се направени, гарантираат дека телото ќе биде на место и кога возењето ќе стане повозбудливо. Приказната продолжува на задната клупа, каде место има за 3 патници, но реално е дека патникот кој седи во средина го нема комфорот кој го добиваат останатите двајца. Затоа е најдобро централното место за седење на задната клупа да се користи исклучиво на кратки релации. Иако станува збор за каросерија која поседува купе форма, просторот за транспорт на багаж е со правилни димензии и исклучително добар волумен кој изнесува 525 литри во стандардната конфигурација, а доколку е потребно, истиот може да се зголеми со соборување на задната клупа, така што волуменот за транспорт на погабаритни предмети ќе порасне до 1430 литри. Под предниот поклопец работи проверениот 2-литарски турбодизелски агрегат со 190 конски сили и вртежен момент од 400 Нм кои стојат на располагање од 1750 вртежи во минута. Овие бројки му овозможуваат на X4 да забрза од место на мирување до 100 км на час за точно 8 секунди, а стрелката на брзинометарот нема да запре се до максималните 215 км на час. Во склоп со оваа моторна опција доаѓа и одлично пресметаниот автоматски ZF менувач со 8 брзини кој се одликува со молскавична промена на степените во автоматски модус на работа, а доколку возачот посака да ги менува брзините самиот, тоа е овозможено преку педалите сместени на задната страна од управувачот или преку префрлање на рачката на менувачот во лево, каде што со негово поместување нагоре или надолу ќе може да го избира посакуваниот степен. Ако се земе во предвид дека тежината на возилото е преку 2,4 тони, тогаш станува јасно дека инженерите својата работа ја завршиле на најдобар можен начин. Управувањето и подвозието се изведени по типичен BMW-овски рецепт. Директниот управувач секогаш дава на знаење што се случува со возилото и овозможува брза реакција во секој момент. Кај подвозието е работено во насока која ќе ги задоволи потребите на секојдневното комфорно патување, но во секое време е подготвено да прими наредба и да не подклекне доколку возачот побара од него да се нападнат свијоци на остар и спортски начин. Кон ова придонесува и последната генерација на X-Drive погонот на сите 4 тркала, кој воглавно силата испраќа кон предната оска, а кога на возилото му е потребно дополнително забрзување или пак условите на патот не се идеални, се грижи распределбата на силата да биде рамномерна помеѓу предната и задната оска. Моделот X4 поседува огромна доза на самодоверба и стил, кој не следи никого, туку ги поставува правилата на игра. Прогресивно и храбро возило, кое поседува исклучителна динамика подготвена во секое време да овозможи чисти возачки задоволства. Секако дека една вака подготвена машина има и своја цена, па така X4 20DX чини 57.900 евра, а кога на тоа ќе се додаде опремата на тестираниот модел, истата се искачува до 77.900 евра.
BMW ја продолжува својата офанзива во луксузниот сегмент и го откри новиот отворен спортски автомобил, кој ги задоволува највисоките барања во поглед на динамиката на управувањето, емоционалноста и ексклузивноста. Новата BMW серија 8 Cabrio комбинира исклучителна спортска динамика со индивидуална елеганција на дизајнот и особено луксузна можност за доживување на типично за брендот радост од возењето под отворено небо. Класичен мек покрив и целосно електричен, со оптимизирана тежина и врвен акустичен комфорт, кој се отвора и затвора со притискање на копчето за 15 секунди, дури и при возење со брзина до 50 км на час. Автомобилот излегува на пазарот со избор на неколку мотори, а ќе се нуди со најсовремени системи за помош на возачот и за поврзување, вклучувајќи и технологија BMW Intelligent Personal Assistant. Каросеријата изгледа динамична, особено кога покривот е отворен. Атлетско присуство се обезбедува од формата на предниот браник со големите отвори за воздух кои кај верзијата BMW M850 и X-Drive се сериски, а кај BMW 840 DX Drive влегуваат во опционалниот M спортски пакет. Прв од нив 4,4 литарскиот V8 е заселен со M издувен систем каде може да се регулира длабочината на звукот. Моќноста на моторот е 530 конски сили, а максималниот вртежен момент е 750 Нм. Ова му овозможува на BMW M850 и X-Drive да забрзува од 0 до 100 км на час за само 3,9 секунди. Верзијата BMW 840 DX Drive за возврат се потпира на 6-цилиндарскиот мотор Twin Power Turbo со систем за директно вбризгување Common Rail со пеизо инјектори. Моќта на единицата е 320 конски сили, а максималниот вртежен момент е 680 Нм. Забрзувањето од 0 до 100 км на час трае 5,2 секунди. Карактеристиките на спортски автомобил се присутни, благодарение на постојаниот фокус на структурата на телото, погонот и суспензијата кои го доведуваат моделот до максимална динамика при возењето. Ова е постигнато поради паралелниот развој со BMW M8 и BMW M8 GTE, модел за трки за издржливост. Низок центар на гравитација, хармонична распределба на тежината меѓу оските, конструкција од алуминиум и магнезиум, зајакнати со јаглеродни влакна. Ова го прават моделот да има аеродинамична оптимизирана каросерија. Во целиот пакет од компанијата внимавале и многу на безбедноста. Автомобилот има исклучително робусна структура на каросеријата и суспензија со специфични засилувања на дното на возилото. Различна е и заштита на патниците со рамка на ветробранско стакло, а има и заштита за задните седишта. Адаптивна M суспензија вклучува активно управување и гуми со различна големина за предните и задните оски во серија. M Sport диференцијалот со можност за блокада со електронска контрола е сериски кај BMW M850 и X-Drive и изборен кај BMW 840 DX Drive. За BMW M850 и X-Drive како опција достапен е и системот за активно стабилизирање при навалено тело. Во секој модел се вметнуваат адаптивни LED фарови и LED задни светла. Опционални се ласирските светла на BMW со селективен зрак и обсек на долго светло до 600 метри. M спортскиот пакет за BMW 840 DX Drive е со специфични елементи на дизајнот и опремата, преден браник со особено големи отвори за воздух, индивидуален распоред на страничните прагови и заден браник, 19-инчни M алуминиумски тркала, спортски сопирачки, мултифункционални седишта, кожен волан, осветлени лајсни на праговите со лого на M секторот. BMW M850 и X-Drive е дополнет со преден спойлер, 20-инчни M алуминиумски тркала со High Performance гуми, специфичен M спортски систем за сопирање, ексклузивен екстериер со елементи во сериум греј боја, внатрешни лајсни од нерадиосувачки челични и осветлени ленти на праговите со ознака на моделот. Покрај тоа, BMW 840 DX Drive Convertible исто така нуди и спортски пакет M Technic.
објави дека почнува да користи нов материјал кој е полесен и потраен од јаглеродните влакна. Предметниот материјал всушност воопшто не е нов. Измислен е во 2004 година од страна на двајца руско-британски физичари од Универзитетот во Манчестер, а се вика графин. Денес и покрај апсолутно уникатните и универзални својства на графин, овој материјал ретко се користи. Причината е што е премногу скапо да се произведе. Меѓутоа, неодамна експертите на Форд дошла до заклучок дека графинот во мали количини може да ги намали трошоците за производство на автомобили. Форд најверојатно ќе стане првата автомобилска компанија која ќе почне да го користи графинот во масовно производство за да стане полесна, поздрава и поекономична. Графинот за прв пат се има појавено во 2004 година како материјал, но неговото користење станува се поинтересно во последно време. Првиот експеримент од каде е изведен графинот е парче олово кое го содржи овој материјал во него. Овој експеримент има освоена Нобелова награда во 2010 година. Во 2014 Форд започна да работи со овој материјал со цел подобро да го проучи, а воедно и да одреди во кои делови ќе може да го употреби. Најпрво почнува да го користи во пумпите за гориво и на капакот на моторот, со цел да се намали бучавоста во кабината на возилото. Досега се здебелуваа елементите, но со графинот тоа е спротивно. Графин е екстремно лесен и силен, тој е околу 200 пати посилен од челик и 20 пати посилен од јаглеродот. Тој исто така е неверојатно пластичен, еластичен, подклекнува на било какво обликување и има висока електропроводност. Сепак цената на графинот надминува неколку пати од онаа на челикот и на јаглеродните влакна. Со користењето на овој материјал, во истражувањето на Форд се вели дека за 17% се намалува бучавоста, дури до 20% се зголемува издржливоста на деловите, 30% на оние каде има високо затоплување. Сите овие резултати се во споредба со досега користените делови во изработката на автомобилите. Поради цената, Форд се разбира нема да ја направи од него каросеријата на возилата, но ќе употребат мал процент во производството на околу 10 не толку големи, но тешки делови од моторот и конструкцијата на возилата. Пресметките на компанијата покажуваат дека дури и многу мала количина графин ќе овозможи да се постигнат значителни подобрувања. Засега во соопштението на Форд се вели дека првите модели во чии делови и агрегати ќе се појави графин ќе бидат Форд Мустанг и Форд F-150 модел 2019. Елегантен, долг, низок и мокен. Сето ова представува одличен опис за новата ѕверка на Мекларен од 2,25 милиони долари. Овој автомобил представува наследник на легендарниот Мекларен F1, а се до јули годинава тој беше познат како BP23. Врвниот Speedtail има хибриден погон со огромна моќност и одлична аеродинамичност, а исто така во изобилие има разни други карактеристики кои прават денешните автомобили да изгледаат смешно. Секое делче од возилото е дизајнирано во насока на брзина и аеродинамичност, па така овој автомобил со помош на своите 1036 конски сили од 0 до 300 км на час забрзува за неверојатни 12,8 секунди. Со должина од 5,13 метри, тој е подолг за 60 см од Bugatti Chiron. Покриен е со прекрасна карбонска наметка, со речиси совршена изработка, па така тој има тежина од само
1430 кг. Што се однесува до предниот дел, уште веднаш може да се забележи дека влезните воздушни канали се прилично добро скроени, што се должи на тоа дека кај еден ваков модел, инженерството е многу поважно од естетиката. Шефот на одделот за дизајн Роб Мелвил го опишува овој модел како комета со долга опашка во задниот. Тој исто така изјави дека тркалата представуваат многу важен дел кај Speedtail и дека без нив автомобилот не би можел да ги испорача своите карактеристични параметри, односно максималната брзина и забрзувањето. Металниот дел на тркалото, наречен wheel spad, останува статичен додека тркалата ротираат и игра важна улога во аеродинамичноста на ова возило. Тие допринесуваат за целосно намалување на турбуленцијата и обезбедување на мирен проток на воздухот. Овој дел може да биде отстранет по желба, но сепак Мекларен не го препорачува тоа. Уникатен детал кај ова возило е тоа што класичните странични ретровизори се заменети со дигитални камери, кои секако имаат помали димензии. Тие не само што го намалуваат отпорот при високи брзини, туку и обезбедуваат поширок преглед. Дизајнот на внатрешната кабина не само што е забавен и уникатен, туку и им нуди на возачите многу области за прилагодување. Една од најинтересните работи кај овој модел е поставеноста на возачкото седиште кое се наоѓа во центарот на кабината, додека пак двете патнички седишта се поставени веднаш зад возачкото. Класичните визири за сонце се заменети со електрохроно стакло, кое се затемнува со само едно притискање на копче. Преку контролната табла се протега екран со висока резолуција и усетлив на допир. Во горниот дел, односно над главата на возачот, се наоѓаат командите за автомобилот, како копчињата за менувачот, старт-стоп копчето, како и копчето за промена на динамичките режими. Еден од нив е режимот Velocity, кој овозможува оптимизирање на моќноста на хибридниот погон од 1036 конски сили, со што се овозможуваат максимални перформанси. Се уште не се познати деталите околу изведбата на погонот, односно балансот меѓу моторот со внатрешно согорување и електричниот мотор. Една од предпоставките е дека овој модел може да го носи познатиот 4-литарски битурбо V8 мотор, кој кон вкупната моќност од 1036 конски сили придонесува со околу 750 конски сили. Електричниот мотор пак учествува со 300 конски сили. Конвенционалниот батериски пакет нема вграден приклучок, па така полнењето е изведено на индуктивен начин. Разбирливо е дека Мекларен се има фокусирано на стабилноста, особено поради тоа што ова возило е дизајнирано за огромни брзини. Со цел да се минимализира бучавата од ветерот и тркалата, кај овој модел предните пневматици доаѓаат со ширина од 235 мм, со што нема да му пречат на воздухот кој поминува под возилото. Мекларен никогаш досега не изградил возило како Speedtail, изјави извршниот директор на Мекларен Automotive Майк Флевит. Како наш прв Hyper GT, Speedtail е врвен Мекларен патен автомобил кај кој фузијата на уметност и наука ги комбинира неверојатната максимална брзина, како и централната позиција на возење и вистинскиот пионерски пристап кон посакуваната персонализација. Испораката на овој супер модел за среќните 106 сопственици започнува во почетокот на 2020 година.